Дел од пратениците денеска почнаа да доаѓаат на работа. Меѓу првите дојде техничкиот премиер и пратеник Емил Димитриев. А на работа беше дојден и новоизбраниот председател на парламентот Талат Џафери. Пратеникот од ВМРО ДПМН Илија Димовски не беше расположен за изјава по инцидентите во четвртокот. Пратеничката од Социјалистичката партија Владанка Авировиќ, која за време на нередите беше во Собраниската сала за седници, вели дека не слушнала и не видела дека демонстрантите ги тепаат нејзините колеги од СДСМ и Алијанса на албанците. Ви видовме во салата, бевте се ракоплескавте и поздравувавте кога влегоа луѓе со качулки и народ. Не влегоа луѓе со качулки, тоа беше само народ. Ние во салата која бевме, немаше такво нешто, нити па знаевме што се дешава надвор од салата. Се спремавме буквално да одиме, јас дури со тачната бев, како да ви кажам, се тоа се случи толку брзо, толку изненадувачки. За мене лично, јас зборувам од моје име, да тоа беше. Госпоѓа Авировиќ, вие не знаевте дека во соседната сала ги тепаат пратениците? Не, ја не знаев дека се тука. Бидејќи тие излегоа од салата, јас мислев дека замина. Јас воопшто немав идеја дека се во собрание тие. Нити па имавме ние шанса да видиме кој каде. Не видовте на интернет веднаш се појави и снимки од со крвави глави? Не, на интернет ние ништо апсолутно. Што правевте вие во салата? Јас ве видов на снимка како ракоплеска. Сите ракоплескавме, бидејќи тоа е наш народ, македонски. Се бори за нешто што смета дека е праведно. Дали го осудувате насилството? Во секој момент ние уште прво како партија и 10 пати и 100 пати ќе повторам со насилство. Јас имав претходната ден дискусија и кажав на колегите, со консензус и со диалог се постигнува се. Не може насилно ништо да се одвива. Кој е сега председател на собрание? За мене председател на собрание нема. Нема. Има председавач кој требаше да си ја заврши седницата и толку. Се останато е во сферата на нелегитимност. Околу собранието и натаму има полиција, од униформирана до специјалци со хермелини. Денеска во парламентот нема активности, седница не е закажана. Прес-центарот каде беа тепани пратениците е пломбиран, се додека не заврши увидот од истражните органи. Внатре под клуч се чуваат сите реквизити, опремата од снимателите со кои се фрлаше по пратениците. Пред прес-центарот и натаму стои кршот и нередот кој го оставија зад себе насилниците. Хигиеничарките со крпи го чистеа сметот, но она што не може да се избрише се снимките со раскрвавени глави, разулавена толпа, лица со фантомки и пратеници функционери од ВМРО ДПМН, кои се поздравуваат и со насмевки им аплаудираат на насилниците.